Стариот зид во центарот на Прилеп не бил ан како што се мислеше досега, туку голем покриен безистен со улички и голем број на дуќани продавници. Овој интересен податок кој малкумина го знаат е откриен пред околу еден месец од страна на вработените во Прилепскиот архив. Откако бил преведен еден купопродажен договор од 1894 година, напишан на старотурски јазик. Во документот пишува дека делот безистенот купува државниот администратор Али Ага, син на Ибрахим. Досега имаше податоци само тоа дека зидот е од турскиот период, без конкретна година и негова точна намена. Куршум Лијан, кој што го знаат прилепчани, зидот во Прилеп, бил безистен, изграден во времето на Мухамед Мехмед Фатих, тоа е 1432 до 1481 година. Овој објект од културно наследство, купопредажниот договор, убаво го опишува безистенот, дека бил објект со повеќе улички, мали улички, со дуќанчиња, и дека занаидчискиот занает многу во тој период бил развиен. Ова е само еден дел од документите кои што годинава се најде во монографијата на Прилепскиот архив, кој одбележа 65 години од своето постоење. Архивот поседува 609 фондови, 7 збирки и над 60.000 научно-истражувачки документи. Најстариот документ е од 1788 година, а тоа е купопродажен договор. Но за жал велат дека секоја власт кога се заминувала од Македонија, со себе земала и од богатиот фонд на архивски материјал. Она што сега се има како документи е од личните архиви на прилепчани и од тајно зачуваните архиви во околните цркви и манастири. Како на пример манастирот Зрзе, Архангел Михаел и така натаму, Трескавец. Значи тука се пишувани многу ракописи и повеќе документација била чувана, но за жал била или уништувана или одземена, разнесувана во соседните земји. Годинава архивот планира да има и голема изложба на сите своји документи и фотографии, а и да се започне со целокупна дигитализација на материјалите кои што се чуваат во архивите на Охрид, Битола, Кичево, Крушево, Прилеп и другите околни помали места, затоа што Прилеп стана првиот регионален центар за дигитализација во Македонија.